Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game. Пеачките Адел, Викторија Бекам и Лили Ален се номинирани за наградата Славна мајка на годината, која ја доделува Фокси Бинго лотарија. Минатата година оваа титула ја освои британската стралета Кети Прајс, попозната како Джордан. Пеачката Адел, која кон крајот на минатата година роди син, е фаворит за добивање на оваа награда за Славна мајка на годината. Во медиумите неодамна се појавија шпекулации дека Адел за бебето се грижи сама, бидејќи нејзиниот свршеник Сајмон Коники е постојано зафатен, па токму затоа може да биде прогласена за најдобра мајка. Во конкуренција за титулата се најдоа и Викторија Бекам, Лили Ален и параолимпијката Сара Стори. Интересно е дека шанса за победа има и војводката Кейт Мидлтон, која нема да се породи до 10 март, датата кога е закажано доделувањето на наградите. Но и покрај тоа што таа всушност нема да биде мајка до посочениот термин, може да победи на овој избор. Проблематичната пеачка Бритни Спирс, која неодамна ја раскина веридбата со Джейсон Тревик, си најде ново момче. Американските медиуми објавија информација дека пеачката моментално се забавува со извесен Дейвид. Презимето на момчето се уште не се открива, но обелодениле дека Дейвид е обично момче и дека работи како правник во адвокатска фирма. Бритни зад себе ги има неуспешниот брак со Кевин Федерлайн и раскинатата веридба со Тревик, но и покрај тоа што таа продолжува со потрагата по вистинската љубов. Медиумите откриваат дека таа и Дейвид биле заедно на денот на влюбените. Двојката била во бар и за половина час потрошила само 45 евра. Една од најпознатите хрватски пеачки, Северина Вучковик, го поддржа хуманитарниот проект за борба против ракот на дојката. Подаруваме розов живот на Сдруженијето Европа Дона и Европската коалиција за борба против рак на дојка. Северина се одлучила да ја поддржи добротворната акција и по тој повод се фотографирала топлес. Таа изјавила дека и представува чест да се фотографира гола, ако со тоа им помага на многу млади девојки во светот да се заштитат од оваа лоша болест. Во текот на 2013 година Европа Дона направи серија активности и проекти со цел да собере средства за купување линеарен акцелератор во Хрватска, кој треба да им помогне на многу жени во превенцијата и раното откривање на ракот на дојка, а сега ги ангажирала и познатите звезди да се вклучат во оваа хуманитарна акција. Иако е најпознат по улогата на мускулестиот и силен Бетмен, Кристијан Бейл има голем број други добри улоги, а за повеќето од нив се има добро изнамачено, како на пример кога се прегладнуваше за главната улога во Машинист и спасувачка зора, како пилот што е соборен за време на Виетнамската војна и заробен од селаните. Што и да е тоа што го тера Бейл да глуми такви самоказнувачки улоги. Еве го повторно, тој се подготвува на исто такво измачување во еден друг филм, базиран на вистинска приказна чие дејство се случува на врвот Монт Еверест. Филмот всушност ќе се базира на вистинска приказна за невремето што во 1996 година го погоди врвот Монт Еверест, додека 3 различни групи се обидуваа да се качат на него, од кои 8 мина умреа на планината. Chicks like you, give us a good name, use your body for the fame game.